Ке се враќаме повторно назад со преубава содржина повторно и разговор во нашето студио, свечена вечер на хуманоста посветена на Света Мајка Тереза. Големо е задоволството ова утро и внукот да е присутен тука. Ирена, повеќе за тоа ќе оставам на тебе, да не одзема многу време. Јас само ќе ви кажам добро утро и добре ни дојдовте. Исто и вие внесувате една убава енергија и топлина, па впрочем и ќе зборуваме за нешто многу убаво. Повели, Иренче. Така е, благодарам Слободанка за најавата. Ви кажав кога седнавте, чест и задоволство е што сте ова утро наши гости, ни го разубавивте студиото, уште поубава енергија внесовте овде во нашето студио и да ги представам гостите, веднаш до мене господинот Алојс Гомбар, внук на Света Мајка Тереза и единствен правен наследник. Веднаш до господинот Гомбар, тоа е нашата Зорана Костовска, председател на хуманитарната организација Кралицата Есма и Стево Теодосиевски и Димче Петрушевски, председател на граѓанската асоциација Скопјанката Светица Мајка Тереза. Добро ви утро. Еве вака официјално пред камерите. Ви благодарам што сте заедно со нас ова утро. Навистина чест и задоволство е што сте наши гости утринава. Ке зборуваме за хуманост, ке зборуваме за ликот и делото на Мајка Тереза, она што таа го остави како аманет за сите нас, за целиот свет. Ке го започнам разговорот со незиниот внук, единствен правен наследник на можам да кажам, на делото на Света Мајка Тереза, господинот Алојс Гомбар. Како вие ја продолжувате хуманоста на Света Мајка Тереза? Честа е голема да бидеш внук, одговорноста. ама одговорноста уште поголема, да се прати една Мајка Тереза, една светица, за нас, обичните луѓе, е малце потешко, но се трудиме преку добри дела, преку донации, преку сите други работи што она ги работела, ние да ги осовредиме и да дојдеме до тоа што она била. Така е. Има многу интересни приказни за Мајка Тереза, има приказни кои што јавноста ги знае. Меѓутоа, кога си седевме во фојето на телевизијата, ми раскажавте за вашата средба со Света Мајка Тереза, која што има и своја порака. Ке може ли да го споделите истото со нашите гледачи? Нешто што до сега не е слушнато. Да, јас као дете никогаш нема да заборавам прв пат кога дојде Мајка Тереза, бевме сите фамилиарно собрани и сега јас како помалка од деца чекавме бомбони, нешто да се дела, да се прават и видов во незе имаше една торбичка малецка и во торбичката имаше, приметив едни нови сандали, ама окото ми падна на ногите која ја видов со стари сандали. И викам, Ноне, ја викавме ние Ноне, зашто ти новите ги чуваш овдека, а со стариве си? Она ме погали и ме баци во чело и ми вика, синко, мојот пат е многу долг. Да. Тоа е пораката, една од пораките на Света Мајка Тереза. Би сакала само уште едно на почеток да споделите со нас од каде започнува хуманоста незина? Од кога? Од кој момент како млада девојка се чувствувало дека има нешто големо во незе? Дека од незе ќе прерасна и светица? Хуманоста потекнува од незините родители. Мајка и татко биле доста имочни, богати и секој ден правеле, кога се правело за јадење, се приготвувало многу повеќе од што треба, колку што треба. И сега оваа Мајка Тереза ни кажуваше кога дојдов, ја бев мала и ја прашувам, мајка ми викам, кои се овие луѓе, што доваѓаат? Она ми одговори, вика, некои наши роднини. Постоја кога пораснала, сватила дека и кажале, не, тие се за сиромашните. И од незе потекнува од фамилиарно духот и е предаден на Господ, за да може да продолжи да работи во добри дела.
Милосрдието. Милосрдието. Потоа го продолжува, нели? Да. Ја продолжува и кујната, се делеле, нели, Така, бесплатни делеле оброци за оние на кои оброци, што им било потребно. Кога ни беа гости од спомен куќата на мајка Тереза, Да. ми кажа па друга исто така интересна приказна, дека кога се вратила како млада девојка дома кај мајка ѝ, бидејќи било студено, се вратила без капутот. И мајка ја прашала, Гонџа, каде ти е капутот? Па јас го дадов капутот на некој што му треба многу повеќе Многу повеќе од мене. Да. Ете така, сега се продолжува ликот и делото на Света мајка Тереза. Ние имаме и една хуманитарна вечер која што ќе се одржува утре во спомен куќата на мајка Тереза со почеток во 18 часот во организација на граѓанската асоциација Скопјанката Света мајка Тереза. Димче, како председател на ова граѓанска асоциација, би сакала за гледачите да ни кажете што ќе се случува утре вечер. Мислам дека влезот е слободен и може кој сака да дојде и да присуствува на оваа хуманитарна вечер. Може да дојде кој сака, нека повели сите љубители на ликот и делото на Света мајка Тереза се добре дојдени. Утре вечер, значи по 25 пат, граѓанското здружение Скопјанката мајка Тереза ги организира, односно ја организира свечената вечер на хуманоста на Света мајка, посветена на Света мајка Тереза, кога и се доделуваат посланија за хуманост или хумани вредности подарени за човековата среќа и статуетки со светиот лик на мајка Тереза на одредени, докажани и потврдени, етаблирани во општеството хуманисти, хумани организации и мислам, Јас би сакала, еве вака, да. ова вака изгледа едно послание. Да. Еве вака ќе го покажам и тука имаме и една статуетка. Ќе ја покажам, еве ова е посланието кое што им се доделува на луѓето и ова е статуетката, така, која што ќе се... Тоа е еден подарок за вас, ви го донесов. Да. Статуетките се други. Ова е една икона да ве чува и мислам во доброј да ве носи како ангел на мирот. Леле, многу ви благодарам. Ангел на љубовта, добрината и милосрдието. Да. Еве и ова ќе го... Може да кажете само кои се добитниците на овие посланија. Да. Едната е овде до вас, така, нашата Зорана. Нашата Зорана Костовска, позната со импозантно досие од хуманитарноста во повеќе организации каде што членува, ќе кажа на подоцна. Тоа е, значи, Зорана Костовска хуманитарна организација, кралицата Есма Истево Теодосиевски Скопје, потоа Иле Михајловски, оделенски наставник во основно училиште Свети Кирил и Методи Свети Николе, потоа Далиборка Златева, Сдружение на лица со церебрална парализа и други попречености Велес, Жаклина Пешевска, Унија на жени на ВМРО ДПМН Егази Баба Скопје, потоа петиот награден е доктор Ненад Лазаров со неговата ново формирана и доста успешна eCrowd.mk, прва македонска платформа за хуманост и филантропија Скопје, Серафина Фантаузо, оперска певица, која хуманитарно настапува на повеќе настани секоја година, хуманитарни, и Јулијана Гапо, директор на СОС Детско село Скопје. Тоа се 7 наградени ова година имаме, предложени од... Програмата, дали ја кажете, покрај тоа што ќе има доделување на овие посланија, ќе има, предпоставувам, и свечена програма? Тај музички дел. Да, музичкиот дел, тука е, музички, тоа ќе го кажам. Серафина Фантузо ќе отвори манифестацијата со Аве Марија, во придружба на професор Дарко Мариновски. Потоа под водство на професор Марија Богоевска и неколку други професори ќе настапат учениците од Државното средно музичко балетско училишен центар со своји дела на пијано, на виолина, на виола од познати автори. Така. Одлична програма, значи, Причина Плюс, да дојдат сите оние кои што ќе сакаат утре вечер во 18 часот во капелата на музеот на Света мајка Тереза. Вие ќе присуствувате сите, предпоставувам, така? Да. Зорана, вие сте хуманитарка.
една од 7-те добитници на ова престижна награда, послание Света Мајка Тереза. Така. Исто така, уште една награда добивате Знаете што, од прво да ви се жени заблагодарам што не поканавте предприемачи. да бидеме дел во оваа утринска емисија и јас ќе го развијам она размислување дека петок 13 е несреќен ден. не е Баш така. во петок 13, тоа е утре, добивам 2 награди. Благодарност до председателот на оваа организација која што ми ја доделува мајка Тереза. Јас ја имам добиено наградата заедно со Есма Реджепова од државната награда мајка Тереза, но оваа награда ми е со посебно значење. Ќе кажам зошто. На оној емотивен говор кој што го одржав при заминувањето, физичкото заминување на Есма Реджепова, јас се заветив дека ќе ја продолжиме незината хуманитарна мисија и по незиното, реков, физичко заминување, бидејќи не замина целиот музички опус на Есма. Целиот музички опус на Есма ќе не прати на сите прослави, родендани, забави, новогодишни прослави. Сега како може да заминат незината незината музика, на македонска песни, на српски песни и на ромски песни. Зар можеме да ја кажеме збогум на джелем джелем, на чајорие, шукарие, на кале јака или на свадба македонска или зошто си ме мајко родила, па тие додека постои македонскиот народ, ќе постои и Есма со нас. И се заветиш во тој емотивен говор дека ќе продолжиме мисијата и ова е доказ дека продолжуваме незината хуманитарна мисија која што таа сама ти ја наметна во текот на незиното живење. Ако музичкиот гласовна гениалност ја наметна универзиумот или Господ или судбината, таа оваа мисија сама си ја наметна. Секогаш ни велеше, помогнете каде што можете и тоа е нечие дете. Да. И вие тоа го правите несебично и сега во текот на овие предновогодишни. Вчера баш ја добив и еве баш оригинал ќе ја прочитам. Почитувана Зорана во петок на 13/12/2024 година во Музеот на македонската борба во Скопје ќе се одржи 7-то во ред издание на настанот Жена предприемач, во чиј склоп ќе бидат доделени наградите за жена на годината 2024 година. Со големо задоволство ве информираме дека токму вие според гласовите на публиката и жирито сте добитник на жена со трајни вредности. Еве таа уште една награда. Благодарност и сега добив. би сакала само Зорана накусо, бидејќи ни се новогодишните празници во пресред. Кои хуманитарни активности ги имате во склоп на овие празници? Бидејќи кога се слушаме, кажувате јас сум кај овие дечиња, кај овие дечиња доделуваме веќе пакетчиња. Ајде накусо само за активностите пред нова година. Бидејќи сме партнери во хуманитарната мисија наша со хуманитарната организација АДРА, ние во овие денови веќе добиваме пакетчиња од децата од Германија, донација. Тоа ни е проект од деца за деца. Тоа се новогодишни пакетчиња кои што се малце поинакви од оние што децата ги добиваат од другите компании, бидејќи тоа се на Европа или на некоја сладкарска куќа која што направила моделирање на некакво пакетче со чоколади, со солени работи. Овие пакетчиња зошто велам дека се уникатни. Секој дете добива картонска кутија и по своите можности, и по својата желба и по својата идеја го полни со подароци за децата во Македонија. Овие големи пакети новогодишни ќе ги добијат децата во руралните средини од социјално загрозените семејства, воедно во сите центри со посебни потреби, на децата со посебни потреби ги врачуваме овие пакети. Така да сега до нова година ни следат многу патувања, бидејќи покриваме заедно со председателот Ванчо Трајковски цела Македонија, ќе патуваме низ цела Македонија додека некои слават, еве ние ќе го правиме таа хуманитарна мисија. Сега една порака, не треба да сме хумани само овој период, туку треба да сме хумани во текот на целата година, целиот свој живот кој колку може, како што беше и пораката на мајка Тереза. Овдека има една порака од мајка Тереза, јас би сакала да ја кажете или Димче или вие, Алојс, околу тоа дека мајка Тереза е граѓанка на Скопје. Како беше? Овдека е на англиски, да не кажуваме на англиски, туку... Јас сум граѓанин, јас сум скопјанка, родена во Скопје и припаѓам на целиот свет. Тоа го има кажано кој повтор па доаѓа во Скопје 1980 година за радио телевизија Скопје во интервјуто и тоа постои сега тамо како во архивата си стои. Значи со тоа сака да каже дека е
космополит, дека своите корени на хуманизмот ги добива од своето скопско семејство, кое во тоа време солидарноста била на широко отворена за секого, пријател, роднина, близок, и дека тој космополитизам мислам го промовира уште од тогаш и постои ден денеска како кршење на рушење и на бариерите кои што постојат во светот помеѓу етникуми, државни граници и така натаму. Алојс, имаме уште малку време, уште некои 2-3 минутки до крајот на овој разговор. Вие сте член на организација, така, која што е поддржана... Да, тоа е војно-хуманитарна хоспитал Свети Лазарус од Иерусалим. Така. Јас сум член во таа организација. Ние донираме со собствени, тоа е непрофитабилна организација која делува во Македонија. Имаме донации донирано во Газибаба на игралишта. Имаме во Кисела вода исто на донирано. Имаме на овие лицава што се бездомници. Донираме секоја година. Организацијата Свети Лазарус постои веќе 200 години. Донираме за лепрата во Индија. Дониравме за време на пандемијата кревети во државната болница и уште многу други работи кои се трудиме да ги донираме на ова општество. Да. Јас ви благодарам на сите за разговорот, за тоа што бевте наши гости. Секој од вас нека ја продолжи хуманитарната мисија на свој начин. Нека ви биде водилка Светата Мајка Тереза. Ви благодарам за гостувањето, а утре вечер во 18 часот да ги поканиме уште еднаш сите заинтересирани да дојдат во спомен куќата на Мајка Тереза. Само на кратко 30 секунди молитва на блажена Мајка Тереза. Човекот е неразбран, нелогичен и себичен. Не е важно, сакај го. Еве, со овие зборови ќе го завршиме овој разговор денес. Молитвата е подолга, ама во интерес на времето ќе ги ја прочитам само. Првата реченица, таа кажува се. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Благодарам и на вас.